Добар ден, ученици! Моето име е Даница Ѓоргоновска и сум професор по физика во гимназијата доктор Ибрахим Темо во Струга. Денешната лекција се однесува на механичко движење. Сите сме свесни дека насекаде и постојано сме обкружени со движење. Движењето на луѓето, движењето на облаците, движењата што се случуваат во нашиот организам, како например движењето на едни делови од срцето во однос на други делови од срцето, понатаму движењето на црвените крвни зрнца во нашите крвни садови, движењето на водата по течењето на реките. Некои појави, односно некои работи изгледаат сосема мирно. Така, например, ако погледнеме кон сонцето во текот на денот, и дури ако се загледаме во него неколку минути, не изгледа како тоа да стои на едно место. Но сите сме свесни дека ако го следиме неколку часа, изгледа како сонцето да се движи од исток кон запад. Но се работи за привидно движење. Она што на вистина се случува е ротирањето на земјата околу сопствената оска. Поради ваквото ротирање нас ни изгледа дека сонцето се движи. Земјата изведува и други движења, така например земјата орбитира околу сонцето. Исто така, земјата го менува својот наклон во текот на годината. И месечината изведува движења слични како тие што ги прави земјата. Месечината орбитира околу земјата, но месечината исто така и ротира околу сопствената оска. Може би сте слушнале дека постои темна страна на месечината. А што значи тоа? Темна страна на месечината е онаа страна која што ние од на земјата никогаш не сме во можност да ја видиме, или страната што месечината никогаш не ни ја покажува. Тоа не значи дека месечината не ротира околу сопствената оска. Еве да погледнеме оваа анимација за да разбереме за што станува збор. Еве земјата, еве месечината како орбитира околу земјата. Ако се фокусираме на оваа светла трага, забележуваме дека таа е секогаш свртена на кај земјата. Ајде сега да ја следиме и да видиме кон каде е свртена трагата. Еднаш е свртена надолу, еднаш надесно, еднаш нагоре, еднаш е свртена налево. Значи може да видиме дека месечината истовремено и ротира околу сопствената оска, но така се погодиле овие две движења да испаѓа секогаш да е свртена на кај нас само со едната страна. Навечер, ако погледнеме кон звездите и ако се загледаме во нив неколку минути, ни се чини дека тие стојат мирно на небото и дека секогаш се наоѓаат во некоја фиксирана точка. Но ако ги следиме во текот на ноќта, забележуваме дека изгледа како да се движат, односно исто како да изгреваат и заоѓаат. Повторно се работи за привидно движење што се должи на ротацијата на земјата околу сопствената оска. Насекаде и постојано сме обкружени со движењето на частичките на воздухот. Материјата од која што сме направени е главно изградена од атоми. Не само ние, туку и се она што не обкружува и се што е направено од материја е изградено од атоми. Ако погледнеме подлабоко, во атомите постојано се случуваат некакви движења. Дури и цврстите тела кои изгледаат сосема мирно се изградени од атоми кои што се поврзани во кристални решетки. Атомите во кристалната решетка постојано осцилираат околу рамнотежните положби. Ова осцилирање е поголемо на повисоки температури, помало е на пониски температури. Престанува само на минус 273 степени Целзиусови или помалку, но ваква температура во реални услови никогаш не се постигнува.
Сега да зборуваме нешто повеќе околу теоријата на оваа лекција, односно да дефинираме важни поими што постојано ќе се спомнуваат. Најпрво, да кажеме што е механика. Тоа е делот од физиката што ги проучува движењата на материјата. Механичките движења на макроскопските тела со брзини многу помали од брзината на светлината во вакуум, кој изнесува 300.000 метри во секунда, се цел на проучување на класичната механика. Класичната механика се дели на кинематика, динамика и статика. Ние оваа година ќе ги изучуваме само кинематиката и динамиката. Кинематиката се занимава со тоа како се движат телата, на кој начин, но во кинематиката не се поставува прашањето зошто се движат баш така или што ги предизвикало тие движења, додека динамиката дава одговор баш на овие прашања. Зошто така се движат телата и што ги предизвикало да се движат на тој начин. Понатаму, механичко движење, да дефинирам. Промена на положбата на некое тело во однос на друго тело или промена на положбата на едни делови од телото во однос на други делови на телото со текот на времето се вика механичко движење. Со цел да дефинираме и други важни поими во механиката, да ја разгледаме следнава ситуација. Замислете се наоѓате во океан. Во брод, наоколу ништо не може да се види друго освен мирната вода. Не се гледа ни брегот, не може да се видат било какви тела, освен само, како што рековме, мирната вода. Во ваква ситуација не сме во состојба да одредиме дали ние заедно со бродот мируваме или се движиме со константна брзина. Зошто е така? Најверојатно затоа што не постои некое тело во однос на кое можам да видиме дали ние мируваме, дали се приближуваме кон него, дали се оддалечуваме. Сега да разгледаме оваа слика лево. Тука имаме неколку предмети. Го избираме цвеќето. Тука можам да одредиме која е положбата на цвеќето, може да одредиме и каква е состојбата на цвеќето. За да ја опишеме положбата на цвеќето, избираме еден друг предмет. Еве, например, да го избереме екранот. Тогаш, положбата на цвеќето ја опишуваме на следниот начин. Цвеќето се наоѓа на 15 см од екранот. Исто може да опишеме и неговата состојба. Цвеќето се наоѓа во состојба на мирување во однос на екранот. Но кога станува збор за бродот на другава слика, не можеме да одредиме ниту положбата, ниту состојбата. Понатаму, ако се наоѓаме во него, значи во бродот ако се наоѓаме, понатаму да видиме зошто ние го одбравме баш екранот за во однос на него да опишеме положбата и состојбата на цвеќето. Зошто не ги избравме книгите? Можеме да ги избереме и книгите. Тогаш положбата на цвеќето ќе опишеме на следниот начин. Цвеќето се наоѓа на 10 см од книгите, а состојбата ќе опишеме на следниот начин. Цвеќето се наоѓа во состојба на мирување во однос на книгите. Во првиот случај го избравме екранот како референтно тело во однос на кое ја опишавме положбата и состојбата на цвеќето. Потоа решивме книгите да ги избереме како референтно тело. Сега еве да дефинираме што е референтно тело. Тоа е тело за кое условно ќе сметаме дека се наоѓа во некоја нулта положба во просторот и во однос на која веќе може да го разгледуваме движењето и положбата на другите тела. Референтното тело секогаш се избира така што во однос на него наједноставно може да се определи положбата на другите тела што се наблюдуваат. Сега да дефинираме референтна точка. Ако ги занамериме димензиите на референтното тело и го сметаме за материјална точка, тогаш добиваме референтна точка. Во многу ситуации,
обликот и димензиите на референтното тело не ни се важни, па може да го сметаме за точка без димензии, односно за материјална точка. Ако ги занемариме димензиите на екранот, може да го сметаме овој дел тука за материјална точка, односно оваа точка. Исто може да ги занемариме димензиите на книгите, па оваа точка тука да ја сметаме за референтна точка. Сега да дефинираме референтен систем. Најпрво, да објасниме следново. Кога одредуваме позицијата на цвеќето, може да се послужиме со линијар или со метро. На кој начин поставуваме? Го земаме линијарот и го поставуваме во онаа точка што сме избрале за референтна точка со нулата. Значи нулата на линијарот може да ја поставиме тука ако оваа точка сме ја избрале за референтна точка. Дали гледате на сликата? И во однос на таа мериме на кој растојание се наоѓа цвеќето. Но ако ја избереме за референтна точка оваа кај книгите, тогаш можем да го земеме линијарот, со нулата да го поставиме тука и да го измериме растојанието. Слично е и со референтниот систем. Еве, например, правоаголен координатен систем. Може да го замислите на следниот начин. 3 линијари, вакви, споени со нулите и поставени нормални еден во однос на друг. Како таков систем од 3 линијари, како што опишавме, значи споени во нулите и поставени нормални еден во однос на друг, може да го поставуваме каде сакаме, односно да го поставиме со координатниот почеток во онаа точка што сме ја избрале за референтна точка, или тука, или тука. Како што може сега да видиме, еве, добиваме координатен систем. Овие оски на координатниот систем, замислете ги како 3 линијари. Може да го поставиме кај екранот, како што рековме, или кај книгите. Ако референтната точка ја замислиме во координатен почеток на правоаголен координатен систем, тогаш добиваме референтен координатен систем. Сега да дефинираме часовник. Секој систем со кој може да се фиксира нулти временски момент и да се мерат различни временски интервали во однос на него, независно од принципот на конструкција се нарекува часовник. Така што, како часовник може да ни послужат обичните часовници со стрелка, дигиталните часовници, исто така песочниот часовник, како нулти временски момент го земеме моментот кога песокот ќе почне да протекува од едната кон другата половина на часовникот, или како часовник може да ни служи сонцето, ако како нулти временски момент го земеме, например, моментот кога сонцето се појавува на исток. Да заокружиме, референтен систем е неразделна целина од координатен систем и часовник врзани за дадено референтно тело. Како на сликата. Може вака да нацртаме, например, координатен систем и часовник, дали на овој начин или на некој друг, седно. Сега да дефинираме уште неколку важни поими и да научиме која е разликата помеѓу нив. Во секојдневниот говор се мешаат зборовите положба и состојба, а исто така пат и поместување. Положба и состојба се сосема различни зборови, исто така пат и поместување се сосема различни зборови. Во што се состои разликата, да видиме. Телата во природата во секој момент заземаат определена положба во просторот. Положбата во просторот може да се опише со 3 просторни координати. Но во некои ситуации е доволно да опишеме само со една, во некој е доволно само со 2. Зависи од ситуацијата. Зависи од тоа какво е движењето. Дали е по права линија, дали е во рамнина, дали е тридимензионално. Ако во текот на времето положбата на некое тело во просторот се менува, тогаш велиме дека тоа тело се движи. Состојба е нешто друго. Состојба значи
дали телото е во состојба на мирување или во состојба на движење и на кој начин се движи ако е во состојба на движење. Радиус вектор е замислен вектор. Него го цртаме на следниот начин. Еве, например, имаме една точка во просторот, точката П овде на сликата. Незината положба ја определуваме со помош на радиус вектор. Почетокот на радиус векторот секогаш се црта во координатниот почеток на координатниот систем. А крајот на векторот се црта кај точката што сме ја избрали. Овај вектор може да го проектираме на оските x, y и z. Проекциите на векторот се всушност координатите на точката P. Радиус векторот зависи од изборот на референтната точка. Ако координатниот систем го поставиме погоре, например, координатниот вектор ќе почнува од координатниот почеток, што се наоѓа тука, да речеме, и ќе биде вака насочен. Сега да видиме што е пат. Тоа е должина на траекторијата што ја поминува телото. И се разликува, значи, зборот пат од зборот поместување. Еве да видиме што е разликата. Погледнете, ова дете со велосипедот ја поминува следнава траекторија. Значи се движи од точката А до точката Б и од точката Б до точката С. Траекторија е патеката што ја поминува, а должината на траекторијата е пат. Значи, пат е должина на траекторијата. Додека поместување е нешто друго. Поместување представува најкраткото растојание помеѓу почетната и крајната положба на телото. Почетната е А крајната е С. Најкраткото растојание е права линија. Гледаме дека имаат различна вредност. Патот изнесува 7 метри, значи 4 метри плюс 3 метри, тоа се 7 метри, додека поместувањето изнесува 5 метри. Еве друг пример. Ако имаме ваква траекторија, која што е крива линија, патот е всушност должината на оваа траекторија, а поместувањето е најкраткото растојание од точката А до точката Б, а тоа е оваа права линија. Еве уште еден пример. Имаме ваква траекторија на тело што се движи од точката П до точката Q. Должината на оваа траекторија го представува патот што телото го изминало, додека поместувањето е најкраткото растојание од точката П до точката Q, а тоа е оваа линија. Сега замислите ситуација. Телото се движи од точката П по кружна патека, не мора да е правилна, може по крива линија да се движи, така, и повторно да се врати во точката П. Колку изнесува во тој случај поместувањето? Ако трне од точката П, рековме, а се движи на некој начин и повторно стигнува до точката П. Поместувањето во тој случај изнесува 0, додека патот не е 0. Патот ќе биде еднаков на должината на траекторијата што ја поминало телото. Да спомнеме уште нешто, дека механичките движења се релативни. Тоа значи дека во однос на еден наблюдувач може едно тело да мирува, во однос на друг наблюдувач телото може да се движи. Може да замислиме два брода, како што имавме во претходната ситуација, еден брод во океан, каде што не може ништо друго да се види освен мирната вода. Да замислите два брода што се движат со иста брзина. Ако имаме двајца наблюдувачи, по еден во секој брод, според двајцата наблюдувачи бродовите мируваат, но за некој наблюдувач од страна не е така. Туку за него бродовите се движат. Зависи од од каде го наблюдуваме движењето. Затоа може да кажеме дека движењата се релативни за еден и за друг наблюдувач.
Движењата во механиката можат да бидат транслаторни и може да бидат значи вака. Движењето може да биде транслаторно или да биде ротација на тело околу неподвижна оска. Транслаторното движење може да биде праволиниско, како на сликава, може да биде и криволиниско. Или може да кажеме кружно наместо криволиниско. Зошто кружно? Затоа што секоја крива линија, како например оваа на сликава, односно секој нејзин дел представува дел од кружница. Еве, овој дел представува дел од оваа кружница, овој дел представува дел од оваа кружница. Секој дел од патот може вака да се нацрта кружница. Еве тука, овој дел од патот представува дел од некоја друга кружница со поголем радиус. Кај транслаторното движење забележуваме дека сите точки се движат на ист начин и се движат во иста насока. Додека кај ротацијата, која што е прикажана на сликава, сега погледнете на почетокот од анимацијата. Почекајте маце да започне анимацијата. Еве сега имаме ротација. Ако истовремено имаме ротација плюс транслација, тогаш добиваме тркалање. Кај ротација на некое тело, еве замислете го ова тело, кое што ротира околу оската нацртана со испрекината линија. Секоја точка од телото се движи на различен начин. Еве, например, овие две точки од телово се наоѓаат на различно растојание од оската на ротација и тие опишуваат различни кружници, односно опишуваат кружници со различен радиус и се движат со различни линиски брзини. Овде имаме два примери. Во првиот пример имаме какво движење? Транслаторно или ротација. Тука имаме транслаторно движење. Секоја топка изведува транслаторно движење. А тука за какво движење се работи? Транслаторно или ротација околу неподвижна оска. Детето како се движи? Детето изведува ротација околу оска што се наоѓа во оваа точка. Ето толку обврска со оваа лекција. Продолжуваме понатака наредниот час. Ви благодарам на вниманието. До гледање.